Драги мои, здраво и добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Денес имаме, како и секогаш, специјален гостин или гостинка, ако сакате повеќе. Една дама која е вистинска мултимедијална личност. По професија музичар, некогаш, а и се уште естраден уметник, но јавноста ја запозна и по незината телевизиска работа, како телевизиски новинар, ТВ водител, а оние кои се по читањето, не сум од тие до душа, ама не сум па и дека ништо не сум прочитал. Како и да е. Ја запозна по тоа дека се обиде и тоа многу успешно и во писателските води и за краток период, за неполни 4 години или тука некаде, издаде дури 10 своји дела, 10 своји книги. Но пред се сите ја знаат како жена која е вистински борец, која успела да се избори со сите животни премрежја кои ја задесиле и во животот, и професионално, и приватно, и во кариерата, зашто е жена која умее во темнината да најде барем малку светла точка или, како што велат, таа да го запали огнот на светлината за да си го осветли патот до крајот на тунелот. Да не зборувам многу, мислам дека е вистинско време да ви ја представам и да ја посакам добре дојде во Ништо лично на Сузана Турунџиева. Тони, здраво и благодарам многу за поканата. Благодарам на тоа што по овие жештини успеа да најдеш време и покрај сите обврски и приватни, професионални, да не дружиш и нас и гледачите, ама ете, сакаме да имаме постојано луѓе кои, она што се вели, имаат багаж за себе, имаат кариера, имаат и приватно и професионално што да кажат и што да покажат. Во новинарството последното е прва работа и така некако одат нештата и она што е последно кај тебе е новата песна. Естрадна е, ама има сосема поинаква функција или ако сакаш повеќе сосема поинаква намена. Се работи за една автобиографија, една љубов опеана помеѓу двајца естрадни уметници, едниот го гледавме на сцената, другиот автор или авторка, а во суштина беа брачна двојка или љубовна двојка, потоа и брачна двојка. Момо Николовски, неговата сопруга Валбурга, за жал Момо не напушти пред 6 години, многу рано. Остана тагата, но остана и спомените кои ти некако успеа да ги врзеш, да ги испреплетеш и да ги преточиш во една вака убава балада, во една балада во која е раскажана нивната љубов, ама чинам има нешто подлабоко ако се подзакопа под површината. Колку е тоа нивната љубов, а колку е тоа и твојата приказ на живот на некој начин, да направиме една паралела во стиховите и во самата музика. Да, ти благодарам што ете така го имаш сето тоа доживеано. Да, навистина, оваа беше можеби најтешката песна која ми беше дадена како одговорност, ама и привилегија да ме одберат токму мене. Дури ми се чини дека Момо и од оној свет учествувал во изборот кој ќе ја отпее песната посветена за нив двајца, за нивната љубов, која вистина беше нешто што не може да не се забележи. Тие не беа луѓе кои се експонира како пар, како врска, Буги или Валбурга, која јас ја познавам точно 23 години, кога ми ја направи најубавата песна во мојата кариера. Не е дама, беше текстописец за оние кои не знаат. Да. И се уште е. Да, не е дама која се бави со нешто јавно да пропагира, ниту пак е некој човек кој сака да се експонира, но мислам дека и Момо тука придонесе да, еве, мене ми биде доделена песната, која е многу тешка за пеење, една од потешките композиции, со еден текст кој боли, штипе, ама буквално така, секој збор има толку голема тежина, јас не сакав ништо да променам во нејзиниот текст, бидејќи таа таму ја долови целата експресија од денот пред Момо да замине од овој свет. Колку таа се борела со себе, колку се борела со она што предстои и со она што навистина е непроменливо. Се можеме во животот да одложиме, да смениме, но за жал денот на заминување не го бираме сами. Денот на заминувањето ми се чини дека и таа знаела дека ќе биде веднаш по тој ден кога и дошле на ум првите ноти првите зборови да ги запише. И
сакав на вистина да се дадам себе си целосно во оваа песна. Мислам дека успеав до некаде да ја отсликам таа чистина, таа ведрина на Момо, таа едноставност. Момо беше еден многу кроток, многу тивок човек кој што во се имаше, секоја работа која ја правеше дозирано, со усул, што би се рекло вака народски. Еден весел, шеговиец, еден таков човек кој позитивен. Сакаше и да се радува на тугите успеси, ама па и не му беше sejedno кога некои работи ги прави многу добро, а поминуваат незабележани. Така. Колку незината приказна и твоја приказна, со оглед на животните околности, со оглед на тоа дека можеби не иста, ама некако слична судбина или барем некои работи ти се поклопиле во животот тебе со незините случаи. Колку себе се пронајде во стиховите? Па се пронајдов искрено, само што кај мене, да речеме, загубите од различен тип, повеќе загуби се случија така на еден временски период. Мене последната загуба, кога јас го загубив мојот партнер, И се беа од ненадеж, не беа условно речено, не беа во најава. Да, таму мене животот не ми даде шанса јас да ги променам нештата или барем да пробам да направам нешто, да помогнам, да одложам или да спречам. Меѓутоа, толку силно ја доживеав таа нејзина болка и се потсетив на годините кога се подготвував дека мојот татко ќе го напушта овој свет и дека и покрај се што сакаме да сториме и правиме и наспроти сите наши желби и молитви не беше возможно да го задржиме меѓу нас, иако имаше само 53 години, беше толку млад за да каже збогум, меѓутоа неминовност беше тоа и ме потсети на таа моја голема загуба и на мојата емотивна состојба во месеците кога јас живеев во исчекување да звони телефонот. Иако не сакав тоа да се случи, еден дел од мене беше свесен дека како тргнаа работите нема да дојдат на добро. Дури последните недели јас буквално го молев Бога да најде решение за неговите страданија и за неговите болки, бидејќи неговиот живот во последните месеци не беше живот, беше измачување. Да. Го спомена семејството, го спомена татко ти, ајде да се вратиме на самите почетоци. Потекнуваш од семејство кое е семејство на интелектуалци, обајцата колку знам биле просветни работници, но никогаш не биле во музиката. Кога тебе прв пат ти кликна дека ти се допаѓа да пееш, да бидеш, не знам, на сцена, да сакаш да почувствуваш песната, таа емоција која носи музиката? Од секогаш јас бев свесна дека пеам поинаку од другите деца, иако тоа не ме правеше да се чувствувам вообразено. На кого си има баба, прабаба некоја, дедов од... Татко ми многу убаво пееше и сеќавам дека не поминуваше ни едно патување, па макар тоа патување било 30 километри од Битола, да тој не пее од вклучувањето на моторот до местото додека не стигнуваме, тој пееше и по него сите ја прифаќавме неговата мелодија. Сите сме музикални дома, мојата мајка, брат ми исто така свиреше и на хармоника, меѓутоа ниеден од нив не ја имаше музиката во гените толку силно, колку што јас веројатно од некаде сум ја пособрала. Никој не го одбра професионално тој пат. Никој, но јас, мојот сон и мојата желба беше да свирам виолончело. И тоа беше најголемото разочарување кога на приемен испит во Битола отидов јас да полагам приемен испит за средно музичко и спремна дека сега тука ќе го запознавам и мојот професор по виолончело кој во иднина ќе ми предава, но кога ме слушнаа како пеам, а тогаш се формираше класата по соло пеење во Битола. Што дека девојко не, втора врата лево ти си. Не може така, ти ќе пееш, ама јас секако викам ќе пеам, нема проблем. Не, ти сега нема да свириш виолончело и така на со некое образложение дека може би понатаму, ако има можност, понатаму и тогаш ме ставија во класата по соло пеење, не дека јас не сакав да пеам, вистина сакав да пеам. Меѓутоа разочарувањето и тој недостиг од желбата јас да се видам себе си како иден виолончелист до ден денеска ме држи. И дури секогаш кога ќе налетам на огласи за инструменти, јас прво гледам како можам да дојдам до виолончело, убедена дека и на оваа возраст и сега можам да научам да свирам. Оваа приказна слична е, има еден познат, како се вели,
пеач од регионов, веројатно можеби и по природата нештата и сте се запознале, Бојан Маровиќ, и тој тргна да биде виолончелиста и заврши во странните води. Да. Така што Тоа е магија и обсесија, мене ми е тој инструмент вистинска обсесија, иако никогаш не земав да го свирам, да пробам како звучи, ама звукот на виолончелото веројатно е толку блиску до она што јас сакам да го правам и ќе го имавме женскиот, како се вика, Степан Хаусер во Македонија, ама ништо не е исклучено, да. Never say never. Точно. Така се вели. Добро, средно музичко Битола, музичка академија во Скопје и потоа по природата нештото или по некаква случајност заврши во водите во кои беа и твоите родители. Односно како наставник, професор, одлично како би му дошло Да, професор по соло пеење, да. така, по соло пеење, средно музичко училиште. Зошто не остана во професијата? Па не останав веројатно затоа што не бев многу информирана законски кои се моите права, какви се јас бев вработена на определено време, на една Значи година. не беше до тебе, до другите беа. Не знам, Беше. јас мислам дека секогаш е до нас, дури и тогаш кога не си ги знаеме правата, тоа не е ничија грешка, туку е наша грешка. Јас бев 7 или 8 години, секоја година ми го продолжуваа договорот на една година. Таа последна година, можеби и беа сплет на околности, јас се омажив и плановите во тој мој дел од животот беа да заминеме во странство, да живееме надвор од земјава. И такви ни беа сериозни плановите, меѓутоа и сватив дека нема ни потреба јас да конкурирам сега повторно за работно место кога ние заминуваме од земјава. Беше таа 99-та година, меѓутоа имаше тука и други моменти кои што не им придавав многу значение, бидејќи дознав од правната служба дека на моја друга колешка е ветено моето работно место, јас само посакав среќа. Кој ти го зема работното место? Професорува ли денес? Да, Истата професорува личност? денес, ние сме пријателки до ден денеска. Да не естрадна пеачка. Да, точно. Добро, толку. Ние сме Не одам пријателки, понатаму. јас никогаш не одам ја понатаму. забележав, бидејќи мене никој не ме тераше јас да заминам да живеам во странство. Јас навистина беа тие нашите планови. Ама животот сакаше да останеме таму кај што заминавме само 4 месеци, се вративме назад во земјава и тогаш бевме И остана и без странство и без работа. и без странство, и без работа, и без идеја што сега понатаму, а веќе требаше да станам мајка за 2 месеци. Да. Така. Ке дојдеме и до мајчинството и до семејството. Кажи ми, паралелно со тоа тераше некако естрадната кариера и беше, морам да забележам, прилично актуелно, особено по фестивалите од тоа време, Скопски, Макфест, и собствени композиции. Некако ми се чини како прерано да се откажат и од естрадата, онака да газиш на папучата за газ за да ги туркаш работите до крај, туку од време на време, како во овој случај последниот за кој зборувавме на почетокот, нели ти се, што те спречуваш или не ти се допадне естрадната кариера, она да бидеш, не знам сега. Не бев воодушевена, искрена да бидам. Никогаш јас не реков не. Од типот на Каролина Калиопи, Да, никогаш кои живеат само од Ми тоа, се да чини речем. дека клучната работа беше тоа што јас никогаш не се определив само за музика, дека ќе живеам само од естрада. Не најдов продукција или тим кој што ќе се грижи за Сето останато, се да. останато, а како една жена беше исклучително невозможно сето тоа да го работам сама. Пробав се, обидов едно време и сама да го менаџирам она што го правам. Не се видов себе си во тоа. А во меѓувреме животот неколку пати ми приредуваше непријатни изненадувања, загуби, загубата на мојот брат кој што на еден наистина многу непријатен начин и мистериозен, да. и Ќе зборуваме мистериозен и за тоа, начин. ќе зборуваме за ова. Ме интересира само тоа ли беа причините за да прерано некако. Генерално да. Никогаш не се откажа, ама никогаш не загриза до крај, тоа сакам да кажам. Не загризав до крај, бидејќи сватив дека за мене е преголем багаж и да мислам на музиката и да мислам на тоа каде ќе ја пласирам мојата музика и како ќе ја продавам мојата музика, затоа што да живееш само од музика во македонски услови исклучително е тешко, без менаџер, без продукција. Така. Затоа пак влета во овие што се вели
колеги станавме водителски, телевизиски води, се едно како да е новинарски. Во сите емисии каде што влегов и во сите телевизии каде што влегов непланирано. Македонската телевизија беше прва, така ли беше тоа? Иако таму и некои други обврски, други работеше, но потоа и водителските води. Да. Па дојде А1, па Наша ТВ, па овој Алфа е сега, така ли? Тоа се. Еден ТВ беше во Еден ТВ се извинувам, да. меѓу кратко, колку што постоеше, и сега е Алфа. Кај се чувствуваше најпријатно, во која телевизија? Кај пливаше најсигурно, најбезбедно? Кај ти беше најубаво? Па веројатно почетоците. Кај го работеше она што најмногу го сакаш? Веројатно најмногу работа, најмногу проекти сработи во А1, бидејќи во тие 13 години колку што ги поминав таму, имавме отворени раце да нашите идеи кои ги имаме и онаму каде што се нашите афинитети, нашата визија, можеме лесно да ги реализираме. Јас сега работам во утринска програма на Алфа, меѓутоа работам во веќе концепт кој е пред мене многу години поставен. Политиката ни е при 80% скоро присутна во содржините кои што ги работиме, а политиката мене никогаш не ми беше блиска до мојот темперамент и јас секогаш се трудев да побегнем од се што е политика. Но ете, преку гостите и преку содржините пак од друга страна компензираме и нешто што не е политика. Во А1 сработив добри 7 проекти телевизиски кои беа многу гледани, каде имаше од забава до едукација, до теми за кои луѓето многу страдаат, а малку зборуваат, до комплетно музички емисии и таму ми се чини дека го достигнав оној еден зенит во оваа работа. А не Бушави глави? Бушави глави беше проект кој многу го сакам и заедно со Звезди и приказни, тоа беа 2 детски проекти на Наша ТВ, каде јас бев позади камерите и работата многу со деца... Многу епизоди и успешен проект. Многу епизоди, многу. Работата со деца е навистина многу благодарна работа, затоа што ја доживуваш како едно релаксирање, како една разонода, те подсетуваат на многу работи за кои ние возрастните веќе не обрнуваме внимание, сме станале едни тешки намќори, сме заборавиле да се радуваме, да се смееме, да фантазираме. Со тие деца видов колку фантазијата е важна работа, да не дозволиш да ја заспиеш или да ја фрлиш. Во сите сегменти мора ти признам. Во сите сегменти, да, точно така. Убави, интересни проекти, навистина имало што да се, вака на што да се навратам. Добро, кажи ми, присуството пред камерите или она со микрофонот на сцена и комуникација со публика во живо или оваа преку ова електронски медиуми ти е вака нешто што повеќе ти лежи или како да кажам на подобар начин можеш да оствариш она што се вели фидбек со оние од другата страна? Па ми се чини дека на сцена со микрофонот и со музиката најубаво би се изразила, да можам да бирам со што ќе се занимавам и каде ќе ја фокусирам целата моја енергија. Иако и телевизиската средина, студиото и камерите ми станаа некако пријателска средина, природна средина во која не се чувствувам нелагодно, не се чувствувам под притисок. Далеку се тие години почетоците во МТВ кога навистина ја имав тремата и си ја носев тремата во првите мои проекти. Тоа е природно и нормално за секој почетник. Се сеќавам, првите мои почетоци пред камера беа во тогашниот Канал 3. Кој нема трема, велате опериран од емоции. Ако си опериран од емоции, не можеш да се бавиш со ниедна работа, која е работа за пред јавност, да речам. Да. Но не секој можел да ја премости таа линија на спонтаност, таа линија на стегнатост која ја имаме сите на почетоците, иако ако би можела да бирам, тоа исклучиво би било да земам микрофон и да пеам. Така. Она што го споменав и на почетокот е писателската кариера. Од нигде никаде никој не очекувал дека Сузана Турунџиева ќе стане писателка и тоа не на 1-2 книги како што некои други издале и тука застанале. За 4 години 11 се сега. 11 се, да. Така нека биде. Кажи ми прво кај поривот да почнеш да пишуваш,
знам дека има доста автобиографија во твоите книги. Она што те мачеше, ти тежнееше, те тиштеше во себе, тежнееше да го ставиш на хартија, да го споделиш со луѓето, Прво почнав тоа да го пишувам за себе, за да ми излезе потиснатите емоции од годините кога го изгубив брат ми, за кого ден денеска ми висат прашалници од сите страни. И тоа беше една агонија во која имав чувство дека сум заглавена и се вртам во сите 9 круга од пеколот. Веројатно толку многу беше навлезено во секоја моја пора, да јас тие 40 дена колку што беше мојот брат исчезнат, не завршија со моментот кога го пронајдоа, тие продолжија. И во месеците кои следеа, и во годините кои следеа, и прашалниците на кои јас непрестано барам одговори, тие прашања никогаш не завршија. И веројатно тоа сето толку многу имало потреба да излезе од мене, да си го запишувам прво како себе терапија, да си правам терапија на себе си, а потоа го споделив со една моја пријателка, која ме охрабри да сето тоа се потрудам да го ставам во книга. Многу размислував, можеби 2 години размислував дали треба и дали сето ова навистина ќе биде добро ако јас го извадам на виделина, да. Знаев дека се занесува писателка дека ќе биде. Знаев дека ќе има луѓе кои нема да го прифатат тоа добронамерно, ама бев сигурна дека ќе има и луѓе на кои можеби и ќе им помогне тоа да кога поминуваат во некои непредвидливи такви тешки периоди во животот да им биде некаква поддршка. А башка никогаш не сум прашала, нити сум ме научил некој како на што треба да внимаваш кога пишуваш книга. Така да во најдоцнежната фаза кога веќе материјалот ми беше испишан, скоро 95%, тука имав едни големи консултации со господјата Винка Саздова од Издавачкиот центар 3, која буквално ми ги кажа моментите кои треба да ги доработам, да ги коригирам и да повторно се видиме и се гледавме ние уште неколку пати. Зборуваме за првата книга. За првата книга. И тоа беше единствената книга која јас ја издадов преку Издавачки центар, преку издавачка куќа. И тоа беше Куферот со соништа. Во кој се опишани сите мои соништа, како битолско чупе кога ја напуштив Битола на 1987 година, доаѓајќи во градот за кој очекував дека ќе ме прими најшироко, најпријателски и така натаму, но јас завршив во полициска станица во Скопје. Што се случи? Ај, може ли да... Не знам, ова не си го кажала нигде, ајде ексклузивно. Кажано е во Куферот, во првото поглавје на Куферот е напишано... Си го напишала, не си го кажала, тоа сакам да кажам. Со какви солзи, со какви помешани емоции тргнуваш од Битола, спакуван целиот живот во 2-3 куфери, тргнуваш во возот, битолскиот воз кој од по 5:15 некаде тргнуваше, поаѓаше од Битола. И како дете сега си замислуваш каков ќе ти биде животот таму. Станот беше најден кај Драмски театар. И патувавме заедно со мојата цимерка Идна тогаш, која беше постара од мене некоја година, Билјана. И требаше да не пречека брат ми овде во Скопје, бидејќи тој веќе беше тука. Арно, ама по патот, што да ти кажувам, кото тамо пева. Немаше што немаше во тој вагонот. Од луѓе до деца, студенти, средношколци, земјоделци, со се што од пазар што продавале, до врзани кокошки, петли, што си ги носи некој од една до друга станица. Пилети на пиво, пијани кретени. Да. И навистина, ние од градот на конзулите, ние не бевме навикнати тогаш на такви сцени. Башка што јас навистина претходно и немав ни многу патувано со воз. Ама мојата цимерка ги знаела тие ситуации по возовите, бидејќи беше постара од мене, и проба на некаков културен начин да ги опомене и оние кои што фрлаа храна, и оние кои што буквално се однесуваа недолично во возот.
Ама кондукторот не ја препозна нејзината порака која таа ја испрати до сите останати, кои тука и грицка семки, сончоглед и го фрлаа на подот. Подот беше за никаде. И тој проба некако да биде интересен во нејзините очи, бидејќи јас видов дека тој сакаше и нешто друго да комуницира со неа, а таа на битолски начин така му одбруси да го дистанцира, што него тоа и веројатно многу го заболе. И ние немаме појма дека тој веќе не пријавил замисли за кога ќе стасаме во Скопје на железничка станица да влезе полиција и да не уапси, да не земе, да не Марица да не сочека. Тони беше тоа една сцена, не знаеш каква филмска. Стои возот, стигнуваме. А зашто бевте пријавени за неред правење? Дека правиме хаос, ние двете тука поттикнуваме некоја непријателска атмосфера во. Ни сама не знам зошто бевме пријавени. Битно возот стигна во Скопје и стоиме 10 минути, нема, никој не влегува и само влегува двајца полицајци, не побараа нас. Не по име, бидејќи тој не го знаеше ни името, само дојдоа до тука. Се спуштивме. Тие долу има на железничката станица полициска станица, можеби има и денеска, не знам. Има една, да. И таму не седнаа на две столчиња и седевме добри час и нешто. Никој не дојде. Никој не дојде, сами ние две седевме и после саат и нешто дојде еден друг, веројатно некој побитен инспектор, чичко полицаец. И тие беа насмеани сите, и тие другите двајца што не приведоа, и веројатно толку им беше тоа смешно што ни го направиле, што влегоа само ради реда колку да ни речат, па не бива така. Па не бива така да бидете знаете како луѓе секакви се возат во возот, не смеете вие така да се однесувате дека имате вие право, а другите немаат право. И не смеете така да му враќате непристојно. А тие не ни знаеа колку беше кондукторот непристоен. Стварно беше многу непристоен. А фати полноќ. Фати веќе полноќ. Ние немавме веќе ниту превоз за до дома. И така изгледаше моето прво доаѓање во Скопје. Брат ми не чекал и се откажал, видел дека ние не слеговме од возот. Тој не ни нашол и немал ни поим, тогаш немаше телефони, мобилни, немаше ништо, бил многу исплашен што ни се случил, знаел дека од дома тргнавме, ма кај излеговме од возот. Кај се симнавте, уверец. Тоа беше многу тензична ноќ. Успеавме со такси да си дојдеме до дома. Некако и знам дека никогаш не го засакав Скопје во тие години. Скопје го засакав многу години потоа, веројатно откако ми се родија децата. И откако станав мајка, почнав да го сакам Скопје. Во годините додека студирав, не. Сега како се чувствуваш? Како ги велат, скопјани у покушај или како вистинска скопјанка? Сега, после сите животни искуства, и успони и падови, мене може сегде да ми биде дома. Так. Буквално, каде и да одам, каде и да престојувам, јас се чувствувам убаво, бидејќи знам дека не постои ни минато ни иднина, постои само сегашниот миг. Мене животот толку многу ме истренира да бидам сега и овде присутна, да јас буквално повеќе не си дозволувам да се поврзувам само за едно место. Бев викендов, изминатиот бев во Битола, каде што треба да имам многу емоции, многу енергетска поврзаност, меѓутоа дури ни Битола, каде што сум родена и сум живеела до 18-та година, веќе не ме врзува да ја чувствувам како. Не си како. тоа ти таа или не е Битола таа што ја памтиш? И едното и другото, и Битола не е Битола од моето детство, а веќе ни јас не сум истата. Добро. Ама затоа си нешто друго, кога е креативноста во прашање, секогаш имаш и сили, нови идеи да нешто ново создадеш. Едно од последните креации, твои дејанија, како сакаш кажи го, е женскиот хор Фрида. Некаде слушнав или прочитав, не знам, 120 жени, дека се можеби и повеќе, исклучиво женски хор, и тоа жени од сите националности, од сите возрасти, особен акцент на повозрастните. Кажи ми, тоа ти е новиот вентил за празнење на собствената негативна енергија или е како се вели нов вентил за полнење на позитивна енергија или можеби output input? Да, точно е, колку што се празниш, толку се полниш, и јас дури и кога доаѓам на проба со главоболка или од нешто изморена, мене таму се ми поминува.
додека ние пееме, додека ние работиме, додека ние играме, бидејќи во една наша проба никогаш не се седи таму, ни една од членките не може да издржи да седи. Ние сите стануваме, веќе на половина проба сме Како се станати. повозрастни жени повеќе тоа. Да, и имаме и жени 80 плюс. Ајде. Најстарата членка ми се чини дека ни е 84 години, меѓутоа таму сите се забавуваат, таму сите ја чувствуваат музиката како една многу силна поддршка и колку и да влегуваат некогаш нерасположени или уморни, не сакаат да заврши пробата. Кажи ми, необично име има хорот, Фрида, некаде успеав да најдам дека е именуван или крстен, да не речам, ама именуван по името на познатата мексиканска уметница, сликарка Фрида Кало. Зошто токму таа и зошто, ако веќе е уметноста во прашање, беам дека имаш и на маичка, ако да. добро забележувам. Зошто не е некоја македонски лик од уметноста, не мора да е од ликовната, можеби од поезијата, можеби од, не знам, писателка, можеби, не знам, поетеса, пејачка, што и да е. Јас сум една од оние милиони фанови на Фрида и од дете ми беше тој лик многу инспиративен. Таа нејзина автентичност за 30-тите години од минатиот век, таа нејзина авангарда, таа нејзина појава, интересна, и целата нејзина животна приказна и животот кој што и завршил за жал на само 47 години, а успеала за тие малку години да остави толку силна трага. Замисли колку многу креатори, колку многу објекти во светот угостителски го носат името на Фрида Кало, Така, токму заради тоа што таа оставила едно многу силно влијание со нејзината енергија, а и особено со тоа што успеала низ целата таа нејзина болка, страдања поврзани со нејзиното физичко здравје и проблемите кои што ги имала уште од мала, подоцна и со несреќата кога била буквално приклештена во трамвајот кога имала сообраќајна незгода, успеала да се стави над сите тие нејзини страданија и да ја стави на пиедестал музиката. Уметноста, се извинувам. Уметноста и да направи грандиозни дела. До ден денеска нејзините дела се едни од најскапо платените. Се идентификуваш ли со ликот? Лично ти? Не во сите работи, но до некаде да. До некаде да. Јас сум имала толку лоши периоди во животот, но не сум дозволила никој да ги дознае тие мои тежини, тие мои падови, тие мои хаоси низ кои што јас поминувам, затоа што животот ме научи дека никому не му е гајле за нашите солзи, за нашите страданија. Треба да изнајдеш сила да се издигнеш над сето тоа и да продолжиш понатаму. Само да не се ставиш. Мислиш дека емпатијата сосема исчезнала? На пат е сосема да исчезне. Се уште има по некој редок примерок на луѓе кои ми се светла точка, кои ми се луѓе кои буквално ги нарекувам дијаманти, и благодарение на нив можеби и денеска сум тоа што сум, и секогаш кога ќе помислам на тие таквите луѓе знам дека не е се отидено, не е се така лошо, така црно. Сакам да верувам многу во доброто на луѓето, така сум воспитувана и така и ги воспитувам моите деца да не бараат секогаш само мани или да не им ги бараат само лошите особини на луѓето, туку да се потрудат и нешто добро да извадат од нив и да им ги потенцираат на луѓето добрите страни, затоа што секој човек сака да чуе нешто добро за него. Дали создавањето на Фрида, на хорот, мислам, е всушност потреба од создавање на едно место за, ајде да не речам, колективна музичка психотерапија. Па, ние... Не така ми личи кога гледам некој видеа. Тие таа приказна и ја растеме ние, бидејќи едната група така и наречена Фрида музикотерапија, тоа ни е поновата група во која се вклучија и жени кои немаат некои многу големи музички вештини, ниту пак имаат пеачки капацитети, едноставно сакаа да бидат дел од таа голема женска заедница за да ја
чувствуваат придобивката од музиката, за да слушаат музика и за да се себе исцелуваат. Јас сум длабоко уверена дека да беше музикотерапијата применета во класичната медицина, многу поголем успех ќе имаше секоја една дијагноза да биде подобар исходот на крај и многу би посакала кога и во основното образование, па и во погорните образованија, во средното и така натаму се примени музикотерапија. Не само со децата кои што учат, кои што се со типично однесување, особено за децата со атипично однесување, колку е важно да се применува музикотерапијата, бидејќи јас имав и такви искуства со деца кои што за жал имаат одредени пречки и потешкотии во развојот, каде музиката прави чуда. Верувај ми дека тие така добро реагираат на музика, особено на некои инструменти кои што јас се трудам и да ги набавам, се терапевтски инструменти и тоа како фреквенцијата на тие инструменти допира до... Како на пример? Тоа се орфовите инструменти, тоа е оние удирачките инструменти кои што некои ги нарекуваат хенг драм, некои ги нарекуваат хенд пен, ги има во повеќе големини од малечки до големи. И тој звук, харфата е исто така многу лековит инструмент и се користи во центрите за деца со атипичен развој. Мислам од антиката дека уште тоа држи, ако добро се сеќавам. Но ние се уште доцниме за тие работи, ама јас посакувам да е следната фаза од мојот професионален раст и развој, бидејќи јас признавам дека имам уште многу работи да ги учам и дај Боже живот и здравје за да навистина дојдеме и до таа точка да Фрида од Македонија, бидејќи нашата дружина не е само Фрида, туку е Фрида од Македонија. Јас многу сакав и инсистирав да го содржи името Македонија, да формира и една таква секција во која што ќе можеме и на дело да ги применуваме тие инструменти и песни кои имаат исцелителен ефект. Покрај се она што го набројавме, луѓето знаат дека си и храбра жена и на некој начин и хумана жена и филантроп на некој начин, како сакаш кажи го. Кој беше поривот да ја оствариш таа врска, тој не само контакт, туку таа некаква симбиоза подоцна со Атидже од Медена земја и дали Атидже член на Фрида, ајде да кажем. Значи Атидже е почесен член на Фрида и повремено на неколку месеци ни се придружува кога организираме настани, последно беше на 20 мај на денот на пчелата, минатиот месец. Атидже ми е некоја судбинска пријателка која јас ништо не ветив неизе во животот. Ништо навистина не си ветивме, ниту пак јас ќе кажам дека нешто направив конкретно, правев спонтано и онака како што ми велеше срцето и онака како што ми се придружуваа истомисленици, пријателки, луѓе кои самите ме бара кога видоа дека се трудам нешто, барем малку да ја помогнам во животот. Јас сум многу благодарна на продукцијата која ја сними Медена земја, бидејќи да не беа тие, ние никогаш немаше да знаеме за Атидже. Сега има тука секакви шпекулации. Атидже исто така и на нив им е многу благодарна, бидејќи тие и го променија животот. Она што подоцна, кога ние се сретнавме, го разменуваме како енергија, е чисто без никакви математики, без никаков есап. Најголемата поента беше да како жена на жена и помогнам и да и овозможам моменти кои и неа ќе ја направат да се чувствува достоинствено, сакано и незаборавено, бидејќи Атидже воопшто не е лута. Мислам дека по соскарите многу ми не заборавија. Ама Атидже не е лута на продукцијата, Атидже многу повеќе, да речеме, беше изненадена како државата ја заборави Атидже, бидејќи сите знаеа дека Атидже живее од социјална помош. Така? И дека на таа жена требаше нешто да се обидеме ние како земја, како институции, како народ, нешто да сториме за таа жена, за да не биде таа и понатаму оставена на колку ќе дадат мед пчелите, нели? Меѓутоа никој ништо не направи, ни една институција ништо не потегна. Јас се обидов. Никој ништо?
Јас се обидов на неколку врати да тропнам, на неколку врати испратив и барања. За жал ништо повратно и еве се обидуваме неколку пати во годината правиме некакви настани каде што нешто се промовира, нешто се работи и колку има Јатиџа и многу други добри луѓе кои не ја забораваат. Јас не сум единствената која што и помогнала. За среќа има многу добри луѓе кои што ја посетуваат, кои што се интересираат за нејзе и кои што и го прават убав ова ново поглавје во животот. За Атиџе можеби најбезгрижна беше таму каде што си живееше во Бекирлија, каде го имаше небото, ги имаше пчелите, ја имаше природата, но Се уште е таму или не е повеќе? сега е во Дорфулија, во куќата која ја обезбеди продукцијата. Има струја, има интернет, има цивилизација, има прекрасни соседи околу неа кои помагаат. За жал нема работа во таков животен стадиум во кој што е и невозможно да работи сега. Но да е здрава и жива, тука се добрите луѓе и верувам дека ќе помагаат и понатаму. Добро, еве и институциите претпоставувам, барем некој ќе ја гледа приказнава наша денешна, па можеби ќе се сети дека Јас многу имавме би посакала да се сменат лик нештата. кој Да. не однесе на Оскар. Да, до пред 2 години јас и се трудев редовно да барам начини како можам и каде можам да се обратам. Тоа беа Министерството за култура, тоа беше тогашниот председател, поранешниот председател на Република Македонија, кај председателката сега не сме се обиделе за тоа што Добро, имаме и нова власт и многу нови работи се случија во меѓувреме, меѓутоа таа е благодарна на се, тоа е човек кој што научил да живее и со ништо и без ништо. Така да јас многу ја поздравувам доколку не гледа и знам дека материјалното неа ништо не изначи. Така. Мора малку да се вратиме на приватност. Спомна и преска од бракот со Александар Маленко, кој тогаш беше вистинска македонска пливачка звезда. Ја доби керката Лора. Лора е сега колку 25 години, мајка е на прекрасен Јаков беше така, Јаков, беше така. внукот. И тој е веќе голем, 5-6 години, така ли? Јаков има 6,5 и во септември ќе биде првач. Опа, машала, нека е Ајрлија, што ве. Фала ти, благодарам. Така. Кажи ми, беше ли грешка во проценката влегувањето во врска со Маленко и кај ја сгреши работата? Искрено да видам, Тони, јас и во моите книги, а и вака кога не сум со книгите, кажувам дека јас за грешки не признавам грешка, признавам само лекција. Тој брак ми е една многу голема лекција во животот. Јас не бев дете кога влегов во тој брак, јас влегов со мој скоро 30 години. Не скоро, имав 30 години кога влегов во тој брак. Повеќе тој беше дете од колку Да, тие, тој беше цела деценија помлад од мен, имаше 20, јас имав 30. Никогаш во животот не помислував дека јас ќе бидам со некој толку многу помлад. Јас сум една риба емотивна, хороскопска, која сака да верува во љубов и дури и во овој стадиум од животот јас верувам во љубов и верувам дека не е се само интерес во браковите или во врските, туку мора да постои љубов. Кога не би постоела љубов, тогаш навистина би било се залудно. И верував дека меѓу нас се случува нешто што не е само така обична страст. Подоцна се испостави дека не сме били и двајцата спремни за брак. Некој велат друго, дека колку е добар пливач Маленко, толку е и добар глумец. Па не знам, Со искрено да оглед бидам. на сите околности кои подоцна се случува во неговиот живот. Искрено да 4-5 бидам. брака е веќе Верувам дека можеби него и не му било лесно да влегува наново во секоја наредна врска или во секој нов брак. Можеби тој барал нешто што мислел дека ќе го најде, дај Боже да го нашол и дај Боже да го најде ако се уште го нема најдено. Јас него сум му благодарна што ете во еден таков наш заеднички процес ние првите година дена и навистина ни беше убаво.
не можам да кажам дека ми било лошо. Може би и мене ме промени смртта на брат ми и тоа негово исчезнување, затоа што тоа се случи есента 2001, а ние влеговме во брак летото 99-та година. Јас и не знам дали постои жена која може да биде жена во секоја смисла иста, после една таква голема траума како траумата која ја доживеав јас. Јас на Александар воопшто не му се лутам за ништо, може би толку можел, толку умел, толку правел. А колку јас сум се променила, сигурно многу сум се променила после тој Да, ма нештото настан. се повторуваат кај него. Нештото се повторуваат. Тука е прашањето дали било до тебе само. Ама јас никогаш не престанав да размислувам пријателски кон секоја една ситуација ново што му се случувала, затоа што јас и тој продолживме да бидеме пријатели и ден денеска ми се чини ние не сме се сретнале многу долго и не му судам, не му забележувам ниту заради тоа што не е присутен во животот на Лора така како што треба да е секој татко во случајот на брак разведен. Веројатно толку можел. Тони. И До знаеш како капацитетот па која сум јас да му судам? Мислам дека е до капацитетот. Или до математиките. Па не знам искрена да бидам, не знам докаде има стасано со математиките. Немам право да му судам. Добро. Лора е затоа придобивката од тој брак каков и да бил, како и да завршил. Се разбира да не бил, немала да биде Лора, немал да биде ни Јаков. Каква баба си, ајде да те прашам? Па јас сум баба која дозволува се. И Не е добро тоа, одмah ти кажам. знам дека не е добро тоа се. Јаков ми се чини дека поради тоа има и една посебна спрема мене, посебно трпение, затоа што знае дека кога ние ќе се договориме таму, ќе те пуштам тоа, ќе правиш вака, ќе правиш така, ќе правиш, да речеме, јас сум многу себична. Кога станува збор за моите камчиња со кои јас се дружам веќе 3 години, јас од најтешко достапни места и плажи, јас влечкам камења, не знаеш какви камења, бои. Ја навалив зградата, ми се чини, на местото каде што ми стојат тие пакувани садови, некаде се кеси, некаде се пакети со камења. Правиш форми од нив, Да. правиш предмети, знам. И имам камења кои ми се и тоа како важни, затоа што не можам да ги најдам тие постојано, ги наоѓам многу ретко и тие ги чувам и не ги давам на никого. Безценети. Драги камења, а не се рубини, сафири, Да. диаманти, брилјанти. Ама тоа итро дете и нив ги најде. Замисли тоа што го криеш, ќе ти го најде Јаков и ама ова ми треба, ама ова знаеш ми треба, вакво ова ми треба и Баш готово, провалена е баба му. И буквално тоа што сум рекла дека на никого нема да го дадам и ќе го чувам за вакви, за такви изработки, буквално паѓа во вода и тој ќе ги истури тука се, тоа се истура камењата и можеш да замислиш на што личи и тогаш ќе сватам дека не требало ниту да ги кријам, не требало ниту да ги чувам, дека детето се радува сега и дека сега дај му ги нека игра, да сум здрава и жива, повторно ќе одам и јас што велам ќе си наберам. Така што на 16 години нема да му бидат интересни камењата, Така, сигурно. Да. Добро. Од вториот брак кој за жал исто така заврши трагично со посила на нештата на Бога што се вели, тој втор сопруг Маријан исто така ненадејно почина, но она што остане е помалата керка. Колку се таа и Лора различни со оглед на тоа дека растеле во различни обкружувања, различен родител, успеа ли да им најдеш заедничка врска, она што се вели најмал заеднички содржател на двете? Па има фази различни, значи Матеја беше многу галена, многу привилегирана дека е најмала во екипата, бидејќи тука имаше уште една сестра, има за среќа Мила, тоа е поголемата керка на Маријан од првиот брак, која е разлика со Лора само 2 години. Имаше ова моето и твоето го тепаат нашето? Да, имаше. Дојди, да, стално велеше Маријан, дојди Сузано, моето и твоето го тепаат нашето. Го закачаат. Да, го закачаат нашето.
Имаше такви ситуации. Мила е една прекрасна личност. Колку знам и таа е сега мајка. И таа е сега мајка на 2 дечиња, има 2 дечиња и таа се омажи доста млада, меѓутоа е супер мама, прекрасна, посветена, организирана. Сте во контакт, така? Сме во контакт и јас многу се радувам што и Мила е дел од приказната наша. Лора и Матеја растени практично во една дома и каде и Мила многу често беше присутна додека беше Маријан жив. Имавме еден толку лежерен пристап кон сите три. Матеја беше инаетчија и ден денеска знае да го извади тој нејзин јарешки инает и да бара специјален третман затоа што е најмала, затоа што е така тука. Некој мора да е принцеза. Да, меѓутоа секогаш кога додека беше Маријан жив, јас тогаш многу ја карав Лора, бидејќи беше во пубертет и Матеја стално ми велеше: немој мамо да ја караш толку, знаеш, незиниот татко не е тука, немој да ја караш, ние треба да ја сакаме и да ја заштитуваме Лора, немој да ја караш. И Матеја од мала знаеше да ја свати позицијата во која е Лора, дека неа и недостига. Кај Лора имаше во пубертетот неверојатен недостиг од машката страна, од таткова фигура и таа правеше дури огромни испади. Лора знаеше да ја снема од дома и да изнајде начин како да стаса до татко и да го најде, да го лоцира татко и каде се наоѓа низ Македонија, само за да се видат. Да. Подоцна не го правеше тоа и ден денеска сватила дека сето тоа ништо, само ја повредувало уште повеќе. Јас не ја спречував затоа што јас сакав да има релации со татко и тој е единствен татко, немаш ти заменски татко, иако Маријан, Бог да го прости, толку многу се трудеше и на моето дете покрај неговите да им даде толку љубов и внимание. Маријан беше таков човек, галантен човек кој навистина не штедеше ни на постапки убави, ни на финанси, на ништо, па особено кога се работеше за децата, тој знаеше да биде на вистина совршен. И се сеќавам еден период кога Лора не беше со нас, отиде, ја смирија топката со татко и отиде една недела во Охрид. Тоа беше прв период да сме ние толку долго разделени со Лора. Ние никогаш Лора не била далеку од мене, бидејќи од раѓање била со мене. И Маријан само ќе седнеше до мене и ќе ми речеше: стани да одиме да го земиме детето, како да ми фали рака или нога, се осеќам. Навистина беше многу голем во тоа. Така. Кажи ми, маленко има и други деца од другите бракови. Сте во контакт со нив? Или Лора барем? Не сме, се обидовме, јас не, Лора бидејќи тоа и беше многу голема жилба, па малтене сонуваше, обсесија и беше. Вие веројатно и немате можеби ниту причина за тоа, ама неизе се некако крвно врзани, да не речам по татко. Јас се трудев да посредувам, станува збор за нејзиниот брат Ахил, кој е роден после нејзе. Тешко оди од другата страна или? Немаше добра волја, немаше ниту разбирање. Лора како дете можеби малку избрзала или можеби малку претерала со нејзиното често поставување на праќање на пораки. И можеби малку и ја усложнила ситуацијата. Јас пробав како со возрасна особа да разговарам и да кажам дека тоа се деца, тоа е крвно сродство, тоа имаат право да се познаваат. Дури да ја искористам ситуацијата дека сакам да го поканиме на роден ден, кај Лора се ближеше, не знам таму кој нејзин роден ден, и она ме праша: не сакам ништо за роден ден да ми купиш, не сакам подароци, не сакам забава, само сакам Ахил да го запознам на мојот роден ден. За жал, неуспешно. Так. Добро, дали сакам да те прашам, во целава приказна и со Атиџе, и со Фрида, и со сите премрежа низ кои поминуваш и кон децата, и кон... Дали имаш чувство имам чувство како да сакаш да бидеш
заштитничка на сите и кон децата да ги заштитиш од сите случаи кои се случувале меѓу возрастните, и кон овие жени кои секој има веројатно своја приказна, и кон Натидже. Не знам, имам чувство како да си женски месија. Се гледаш ли себе у таква улога? Па ми го рекле тоа многу мина, иако верувај ми, јас тоа не го бирав. Јас навистина не бирав да бидам во служба на другите, иако почнувајќи вака во оваа моја зрела доба, пред последниве 2-3 години, ми падна во рака некои книги, некои писанија, каде прочитав дека најголемиот врв на среќа и исполнение е кога ќе се ставиме како слуги на другите, во служба на другите, на оние за кои ќе добиеме порака или сигнал дека треба да им бидеме подадена рака, дека треба да им бидеме секогаш овде да им помагаме. И може би Атидже или кои да го кажат, да го спомена друг, се само оние луѓе кои ги знаела јавноста. Има и други луѓе каде нити сум стасала, нити имало потреба да споделам тоа нешто јавно. Јас навистина многу се радувам кога некому успевам да му бидам светлото на тунелот или некоја ситуација која ќе му го олесни малку животот, ќе му го облагороди животот. Ние и примерно во Фрида, ние музиката и заедничкото музицирање групно, ама секундарно ние и тоа како работиме на хуманитарни активности, кај нас на проба на масичето каде што ни стојат нотите, партитурите и сите важни нешта, кај нас секогаш има поставена кутија за донација, каде секоја проба, секоја жена остава што може да остави, колку може да остави, и на крај на месецот се договараме каде и кому тие средства ќе му ги намениме. И никогаш тоа не го кажуваме гласно, нити не, они не знаат. Може ли? Да. Отиде ли некоја кутија за кочање? Секако, да. Да, отиде. Се потрудивме да бидеме и поддршка на децата на драгата Сара Пројковска. Може би тоа не се средства кои што ќе го променат нивниот живот, но со оглед на тоа што се работи за и твоја колешка, моја колешка, која ја познавам скоро целиот живот, и деца кои за жал ги имаат изгубено двајцата родители. Мислев дека тука треба првично да бидеме од помош и нема да престанеме. Ние секој месец го правиме тоа и секој месец имаме жени во социјален ризик или жени на кои навистина животот не им бил многу пријателски наклонет, кои самите ни се обраќаат. И не значи тоа дека ние само на жени ќе помагаме, туку секаде онаму каде што цениме дека овој месец средствата кои ги собравме ќе бидат за таму наменети, по пат на интуиција. Ние немаме комисија која одлучува, но членките се толку солидарни во целава ситуација, така да не ни инсистираат да знаат кому. Ние се базираме на една целосна доверба, изградивме една многу голема доверба. Јас затоа сум бескрено благодарна, затоа што универзумот ми даде толку жени од различни средини, кои успеа меѓусебно да се сплотат и да си веруваат. Замисли каква среќа е тоа. Сега, ова морам да ти го кажам, бев во дилема дали да ти го кажам, дали не. Некој велат, ама ниту еден маж во хорот. Да. Испаѓа како да кажам, да не речам... Феминистичко здружение. Така, ама ајде да не го спомнам, не сакам. Ние на нашите настани ги вклучуваат и своите партнери, своите сопрузи, своите деца. Значи ни помагаат многу, машки имаме многу помагатели. Имаме тие се многу од другата страна, зад камерите, што ви Тие се зад камерите и среќа што ги имаме, меѓутоа не знам, спонтано почна целата приказна. Ниту планирав да бидат само жени, ниту пак држиме до тоа дека мора да останат само жени. Не знаеме, може би во наредна сезона да отвориме една машка група. За сега се обидуваме некако да се престроиме, дали од наредна сезона ќе можеме Фрида да ја однесеме низ Македонија, бидејќи имаме веќе отворени покани да истурена паралелка да направиме во некои градови на Фрида, каде што локално таму ќе можеме да работиме со членки од Штип, пример, или од Битола, или од Охрид.
Какви се времињата денес модерни, може и мажи да дојдат у Фрида, зашто Ништо не се знае. Добре дојде ни се. Да. Добро. Сосема сме на крај. Суза, кажи ми, кој од ќерките ја наследи талентот за уметност? Од тебе или ниту едната? За уметност... Ке пее ли некој, ке биде ли некој, и двете ке се... свири ли виолончело, виолина, не знам, клавир? Нема ни една. За мене тоа, верувај ми, беше голем шок. Кога го добив спознанието дека ниту едната, ниту другата немаат музички таленти. За подпевнување да, но за пеење не. Никогаш не ги изфорсирав да ги запишам во музичко училиште. Може и по возрастата спортски гени в себе носи. Таа имаше спортски гени и тренираше одбојка. Меѓутоа, и тоа кратко ја траеше. И двете се многу големи естети. Тие имаат посебен однос кон убавото. И двете и развиваат некое такво чувство и креативност. Лора, да речеме, многу убаво шминка. И е многу талентирана. Многу е талентирана. Тоа е доходовно. И фали само малку ветер во грбот. И гледам дека и Матеја кон таа страна се повеќе се приклонува. Така да јас ќе ги поддржам во сето она кое што ќе одлучат да го работат. Ако одлучат и тоа е сепак еден вид на уметност. Биоти студио Турунџиеви. Да, зошто да не. Така. За крај, ќе се пензионираш како ТВ водителка или како естраден уметник? Искрено да видам, не знам. Не сум размислувала. Би посакала да биде и или тоа и тоа. Или нешто трето, ајде да не држам на тие две. Би сакала да биде и тоа, може би и како музикотерапевт. Не знам. Затоа велам, може би нешто трето. Би сакала само музиката никогаш да не престане да ме движи, бидејќи ни сите оние тешки години низ кои поминав и кога јас се повлекував и јас бегав од музиката, таа никогаш не побегна од мене. Таа секогаш наоѓаше начин како да дојде, како да ме потсети дека е жива, дека е присутна и дека ова не е крај. За крај, твоја порака до која би ја пренела или си ја пренела на своите ќерки, ама и на сите млади девојки, како некакво животно мото, покрај сите овие премрежја, приватни, професионални, низ кои минуваш, си минувала и минуваш. Мојата порака за сите девојки е да се потрудат да бидат автентични, да излезат од толпата, да излезат од рамката, да посебно да излезат од комфорната зона, бидејќи во комфорната зона не постои успех, ниту пак препознатливост, таму ќе бидете само дел од сите. Понекогаш е добро дури и да си чуден во нечии очи, ама да бидеш свој и да знаеш зошто си поинаков од другите, бидејќи светот е убав благодарение на различностите. Ако сите ние одиме исто облечени, ако сите ние имаме пасија кон една иста професија, тогаш ништо нема во светот да се случува, нема прогрес. Сите ќе бидеме исти и се ќе биде така досадно. Јас знам колку е овој живот краток, колку е минлив и никој овде нема да останеме, сите еден ден ќе си заминеме, ама во тоа наше поминување да оставиме печат по кој ќе не паметат. Ти благодарам што беше гостинка во Ништо лично. Благодарам и се надевам дека допревме многу работи кои се знаат, ама и она другата страна која не се знае, па и некој можеби ексклузивно слушнавме. Се надевам. Так, ти благодарам уште еднаш и тебе, а и вам, драги мои, што имавте време и трпение да бидете покрај вашите телефони, таблети, компјутери, не знам на што веќе не гледате. Впрочем, не гледате и не слушате, а слушнавте многу работи, како што умееме и знаеме да кажеме, никаде нема да слушнете ништо слично како овде во Ништо лично. Бидете тука, бидете така, се гледаме во следното издание. Чао!